Критики за власт, повици за обединување и акцент на партиската резолуција. Председателот на СДСМ Венко Филипче пред партиските кандидати за градоначалници и советници порача дека и во кампањата и на изборниот ден е најважен гласот на граѓаните. Со деталите од конвенцијата на СДСМ го вклучуваме Миомир Серафиновиќ. Миомир, повели со пораките. Па да, веста како што кажа, пред некој половина час заврши конвенцијата, представувањето на кандидатите на Социјалдемократскиот сојуз за предстојните локални избори. Беа представени сите кандидати и сите носители на советнички листи на оваа партија, на оваа коалиција. Денеска пред нив се обрати единствено лидерот на партијата Венко Филипче, кој меѓу најголемиот дел од својот говор го искористи за критики на начинот на владење на ВМРО-ДПМН, на владата на премиерот Христијан Мицковски и на тој начин ги повика граѓаните како да реагираат, односно како да гласаат на наредните избори, односно ги представи сопствените аргументи на својата изборна платформа. Еве неговата изјава со критиките за актуелната влада. Оваа власт не донесе ништо ново, туку само ги продолжи старите политики, лажен пиар, напади на опозицијата, партизација на институциите, целосна неспособност да се испорачаат резултати и целосно нејасна стратегија за каде ја водат државата и што граѓаните може да очекуваат. Драги мои сопартици, другарки и другари, драги мои македонски граѓани, наша должност е да запреме оваа власт. Наша должност е да се обединиме и да бидеме единствени по заложбата да го спречиме рушењето на нашиот заеднички дом и на сето она што сме го постигнале во овие 34 години независна држава. Тоа е нашата мисија. Затоа сме денес тука. Објавуваме дека денеска сме тука за да го вратиме достоинството на народот, да ја заштитиме државата од заканите на авторитаризмот и од опасноста да стане партиска собственост. Да се спротивставиме на оние кои работат само за себе, кои бесрамно ги трошат парите на граѓаните за своји уживања, а на граѓаните им фрлаат трошки. Во своето обраќање председателот на Социјалдемократскиот сојуз Венко Филипче рече дека неговата партија претходно која извршувала власта, која ја водела владата, дека грешеле, меѓутоа поради грешките народот, граѓаните односно ги казниле. Во тој сегмент тој напомена дека заложбата на Социјалдемократскиот сојуз, заложбата на СДСМ е не власта или функционерите да ги контролираат граѓаните, туку обратно, граѓаните да се соочат да ги контролираат и да ги гледаат што работат функционерите и на тој начин да се контролира, односно да се приближат државните и локалните институции до граѓаните. Граѓаните да бидат убедени дека заедно со оние што се избрани, заедно владеат со државата и придонесуваат за сопствено добро. Меѓу другото, повика на заедништво, а една од темите за заедништво на која повика Филипче е веќе познатата резолуција на СДСМ за црвените линии, за евроинтеграциите, за интеграциите во Европската унија. Тој побара поддршка за таа интеграција, односно за таа резолуција, усвојување на резолуцијата и ги кажа главните детали, дека тој просто да нема некои нови услови и за оние работи за кои не сме да се преговара, дека воопшто да не бидат дел од преговарачкиот процес, односно како што е во моментот. Еве неговата изјава за таа тема. Ке се бориме и ке се избориме во име на нашиот заеднички дом. Затоа денеска нашите граѓани и нашата држава се пред историски одлуки. Пред нас е нова битка за стабилна, интегрирана и просперитетна Македонија. СДСМ и партиите на нашата коалиција, како и секогаш, пружат рака за заедничка битка, за обединување и заединство. Затоа подготвивме предлог резолуцијата на СДСМ за заеднички државни и национални позиции за продолжување на преговорите
за членство на Македонија во ЕУ. Тоа значи македонска определба со македонски црвени линии за македонска извесна иднина во Европа. Весно тоа беа поинтите од обраќањето на председателот на СДСМ Венко Филипче тука во салата за конвенции во Скопскиот хотел Александар Палас. Како што и веќе кажавме, конвенцијата, односно представувањето на сите кандидати за градоначалници и сите носители на советнички листи за овие локални избори, партијата ги представи во текот на денешниот ден пред да официјално да стартува изборната кампања.